Поранешните вработени во државната компанија Еврокомпозит кои заминаа како технолошки вишок, утре ќе одат на протести пред влада во Скопје. Обвинуваат дека 2 години биле манипулирани и лажени од страна на владата. Имаат добиено по само 30.000 денари од премнина од вкупната сума од 90.000 денари, а си ги бараат и за останатите 17 плати и придонесите кои не ми се платени од 2012 година. Обвинуваат исто така дека никој не сака да им помогне, па дури ни градоначалникот. Никој вчера не ни се јави, ние баравме средба со градоначалникот, тој не одбиваше на нашите повици, имал состанок до 12,5 сатот, не знам со некој од катарство, како рече таму, после 12,5 ќе ви се јавам, дојде 1:15 чекавме овде ки ние четворица петмина пред градска, ни се јави ништо. А минатиот пат кој идеа вице-премиеро и премиеро, тој ги искрши телефони во петок на поручек да ви обезбедам средба со Заев и со Анџушев да не одите Скопје да ви обезбедам. Тогаш можеше да не бара тој по телефони. Сега ние кога бараме се одважува на нашите повици. Значи и тој е поврзан со нив, групно се поврзани, лажа, докаде ќе оди со ова лажење не знаеме. И како што најавив вчера, утре заминуваме за Скопје, дур не се реши проблема по 10 по 20 души ќе остануваме таму пред владата, ќе спијаме. Ако треба милиција нека не крева кој ќе иде гости. Ние не остапуваме од нашите ставови и барања. Бараа државата подитно да донесе закон за претворање на побарувањата по основ на јавни давачки во траен влог, а после тоа државата да си наплатила од продажбата на компанијата. Да го подсетиме премиерот дека јавна одговорница при крајот на јануар кажа дека ако до крајот на февруар не се најди купувач, владата ќе донеси закон и за 3 милиони евра ќе се обештедат вработените на Еврокомпозит. Па еве му прилика да го исполни кажаното и ветеното. Го повикувам и градоначалникот на Прилеп господин Илија Ивановски заедно со претениците од позицијата и опозицијата, ова Бунтешо кажа, да придонесат овој повеќегодишен проблем кој е и проблем на градот конечно да се разреши. Денеска се сретнали со директорот на оваа државна компанија, но не добиле никакво конкретно ветување. Значи ги повтори истите ветувања што ни ги дадоа кога имавме средба со вице-премиерот и со премиерот. Меѓутоа, знаеме дека си купува предизборен молк. Значи, до петок ни беше ветено дека ќе се исплати некоја си од премнина. Тој договор што го спомнавме со странскиот партнер. Меѓутоа, знаеме дека сето тоа паѓа во вода. За решавање на проблемот, екс-вработените во Еврокомпозит бараат и поддршка од градоначалникот на Прилеп и пратениците од Прилеп и од СДСМ и од ВМРО ДПМНЕ. Инаку тие не ја прифатија последната понуда од вице-премиерот Анџушев да заминат во активен стечај и да добијат само 20% од вкупните побарувања на придонесите од продажбата на фирмата на инвеститор кој според Анџушев веќе бил најден.